можеби по едно 5 минути, па можам да кажам дека еве можеби час и нешто, час и половина, речиси, стое во редот за пасошка контрола за да се помине нели од местото каде што слетав до гејтот каде што требаше да полетам за на кај Скопје. Час и половина, огромен ред. Рим знае некогаш да има такви редови, меѓутоа како што велам повторно, присуството и на полицајците околу цел тој дел, не само оние нели што се на пасошката контрола, туку и полиција околу која што исто така беше вооружена, беше малку невообичаено. Анита, ние од претходно екипата на телевизија Нова се вклучувавме во живо преку CNN со настаните што се случуваат во Ница, нели, во моментот на овој терористички чин, се уште не официјално дека е терористички чин, но сите наоди говорат на тоа. Баш и поради таа причина не навлегов конкретно за тоа што се случи, верувам дека на сите ни е познато, но може да потсетиме, бел камион влета на прославата. Очевидци велат дека возел цик-цак со намера да убие повеќе луѓе, да. така имало и пукање. Ова можам да забележам дека е, ајде, така да го кажам, невообичаен терористички напад со оглед на тоа дека другите нели беа со бомбаши самоубици, напаѓачи. Тоа е симптоматично. Французите го има зајакнато обезбедувањето на сите оние места каде што очекуваат дека можеби нели да се случи, аеродромите. Меѓутоа не беше обезбедена една ваква парадосно, луѓето се шетале по улицата. Можеби не се очекуваше да биде токму во Ница, иако и Ница е еден од градовите каде што овие прослави се масовни секоја година, посебно на овој ден, секогаш има голем број на луѓе. Претпоставувам дека имало обезбедување, но ете како што каже и ти, невообичаен, значи не беше една бомба фрлена или пак луѓе со калашникови, туку ете во овој случај со камиони, инвентивни се терористите, знаат секогаш додат чекор понапред нели пред полицијата. Да ја изненадат нели полицијата. Ние, како што кажав, се вклучувавме во живо од Ница преку CNN, доколку е подготвена колешката Ивана Салтировска, можеме да се вклучиме повторно да видиме што се случува во моментов таму. Последните бројки нели говорат дека веќе бројката се искачува, односно веќе 80 лица ги загубиле своите животи. Не се знае уште колку од нив се странци, само русите досега излегоа со информации дека со сигурност дека меѓу загинатите има еден руски државјан. Оно што исто така јас се обидов да го провериме колку македонци, дали имам информации, дали има македонци во овој дел или во Ница, во овој дел од Франција. Според информациите има околу 100 македонци. Не знаеме дали се во тој реон, дали воопшто биле присутни на прославата. Телевизија Нова секако и во текот на ноќ и во текот на утрешниот ден ќе се обиде да добие повеќе информации. На Facebook веќе постои хаштаг кој што како и секогаш се пријавуваат како безбедни, односно дека се на безбедно. Според она ја што можев да го видам на мојот профил на Facebook, има македонци кои што веќе се има чекирано дека се во тој дел, а дека се на безбедно. Секако нашите гледачи ќе ги информираме навреме кога ќе имаме официјални информации. Така, официјалните информации од Министерството за надворешни. Ајде да видиме сега што во моментов пренесуваат од CNN што се случува во Ница. For a crisis meeting at the Interior Ministry. That is what we know as of yet. Jim Sciutto, пред you've been него talking to a number of е eyewitnesses прегазена and и others. се What are you обидел да hearing? ја извлече и во моментот не знаел што се случува, меѓутоа најбрзо сфатил дека камионот влегал во толпата и ги гази луѓето. Според очевидци, камионот забрзувал како што ги газал луѓето. Француските власти за сега, како водечка теорија, сметаат дека станува збор за терористички напад или минимум масовно убиство. Возилото било користено како оружје за убиство, значи не станува збор за експлозиви, туку со самото возило, нешто што е без преседан и многу загрижувачко за антитерористичките операции е дека возило, а не експлозивот во него, беше користено како оружје за масовно убиство. Во моментов, бројот на загинати според CNN и според француските власти е 77, а околу 100 луѓе се повредени, од кои 15 се критично.
Се очекува во текот на ноќта бројот на загинати да расте со оглед на бројот на повредени и типот на повреди што ги претрпеле. Повеќето од видеата што не ги прикажуваме, бидејќи се премногу морничави или графички, укажуваат дека бројот на загинати може да расте. Возачот на возилото се движел околу 2 километри, се уште не е јасно дали тој број точен. Не е јасно дали инцидентот почнал со пукотници пред камионот да тргне низ столпата. Не се знае дали истрелите доаѓале од возилото или пак војската и полицијата на местото се обиделе да го спречат да помине низ барикадите. Очигледно е дека возилото успеало да помине 2 километри. Се вклучува очевидец. Според изјавен очевидец, возачот влегол и излегол од возилото, но по 2 километри бил запрен на возилото можеле да се видат дупки од истрели. Според француските власти, во задниот дел од камионот било најдено и друго оружје, се уште тоа е непотврдена информација. Француските власти внимателно ги споделуваат информациите. Аналитичар на FBI и на CIA се вклучува. Се поставува прашањето откако се случи овој инцидент, уште колку вакви инциденти може да се случат. Во моментов се вклучува државната секретарка Хилари Клинтон. Што сметате за фактот дека ова е трет терористички напад со голем број загинати во изминатата година и половина по нападите во Шарли Ебдо и Батаклан? Сериозно размислувам за тоа што му се случи на францускиот народ. Ова е ужасен напад. Семејства ја славеа француската историја и култура. Ова не потсетува дека мораме да стоиме заедно со нашите сојузници, да не ги напуштаме, да не ги подкопуваме во рамките на НАТО. Очигледно е дека терористички групи виделе шанса во Франција за домашен тероризам и увоз на терористи. Предложи серија мерки за борба против овие напади, меѓу кои и разузнавачки со НАТО и со Европската Унија, со индивидуалните нации, кои што треба да имаат волја да соработуваат со нас за подобро разузнавање, кое што ќе им помогне и на нив и на нас да спречуваме вакви напади. Да претпоставуваме дека е група како ИСИС или поддржувач на ИСИС, без разлика дали имал директен контакт со организацијата. Колку што знаеме, според тоа што се случува во Ирак, ирачките сили има повеќе победи на теренот против Исламска држава, која што губи територија, но се чини дека тоа не го намалува бројот на напади во други земји, туку напротив тие ескалираат. Тоа е дел од сложувалката што треба да смислиме како да го решиме. Вистина е дека имаше напредок на борбеното поле во Сирија и во Ирак. Властите си ја враќаат територијата, не попуштаме со воздушните напади, но јасно е дека како резултат на овој напредок против Исламска држава и нивниот главен штаб во Ирак, тие имаат се поголема желба да изведуваат терористички напади на други места и тоа ги натера да ги забрзаат апелите, директни и индиректни, до радикалните организации. Мора да работиме подобро во борбата против нив.
и против нивната идеологија на интернет. Затоа ни е потребна поголема помош од нации и институции. Беше поставено прашањето дали од Конгресот би побарале декларација за војна. Да, би го направил тоа. Дали сметате дека тоа е вистинскиот одговор, дали е ова војна? Очигледно е дека сме во војна со терористичките групи и тоа што го представуваат, но ова е поинаква војна. Мораме да бидеме мудри како ќе ја водиме. Мораме да ги разгледаме сите можни начини. Кога велите дека сме во војна, дали сме во војна против радикалниот џихад, радикалниот ислам, со кого сме во војна? Во војна сме против радикалните џихадисти кои го користат исламот за регрутирање и радикализирање на други лица со цел да ја продолжат нивната зла агенда. Не е толку важно како ги нарекуваме овие луѓе, туку тоа што го правиме со нив. Нашиот успех во зарабувањето и убиството на Бин Ладен беше многу важен. Добивме информации и претседателот издаде наредба. Кога станува збор за идеологијата, не се работи за нација, туку за луѓе. Ова не би го нарекла Трета светска војна, туку е поинаква војна. Би им препрачала на луѓето да читаат повеќе за амбициите на исламска држава. Тие би сакале да ги вовлечат сад во копнена војна. Сметаат дека тоа може да биде забрзано ако има поголем судир во тој регион. Затоа мораме да бидеме мудри, да не вовлечат во акција која што нема да има позитивно влијание. Јас би се фокусирала на разузнавачките истраги, соработката со сојузниците и борбата против идеолозите на радикалниот џихадизам на интернет. Вие бевте критикувана бидејќи сакате да го зголемите бројот на сириски бегалци што треба да дојдат во Америка за одреден процент. Што би одговориле на тоа? Дали е тоа вистинска причина за загриженост, со оправдание? Трамп постојано ширеше лаги во врска со тоа. Велеше дека кога станува збор за бегалците, треба да им дозволиме влез само на луѓето од подетелна проверка, без разлика колку ќе трае и без разлика колкав ќе биде притисокот да действуваме побрзо. Јас не сакам да го избегнам процесот на проверка, затоа што станува збор за жени и деца кои што бегаат од насилство. А не само за млади луѓе кои што имаат досиеа. Ви благодарам за времето. Во изминатите напади изведени во САД, тоа беа луѓе кои што беа израстати во САД, втора или трета генерација. Што со загриженоста за сириските бегалци? Секретарката Клинтон вели дека треба да им биде дозволен влез. Бев на плажа во Лесбос пред една година и видов како 300 луѓе доаѓаат на брегот и ги оставаат пасошите. Доколку не сте во контакт со властите во Сирија, а не сте, тогаш дали може да се провери
Постојат едноставни начини, како биометричките податоци. САД треба да се соочи со фактите дека ако некој ја помина границата со 12 годишно дете и ако тврди дека бегал од режимот во Сирија со сопругата и со детето, дека му било убиено семејството и дека не може да докаже кој е, мора да постои начин за проверка, да се проверат илјадниците, десетиците илјадници бегалци и криминалците меѓу нив. Ако дозволите бегалци да влезат во САД, постои ризик. И ако тврдите дека можете како демократ да го намалите преку проверка, тоа е невозможно. Во последната книга пишувавте за джихадистите во САД и често станува збор за луѓе од втората генерација. Се зборуваат многу глупости на оваа тема. САД досега прими само 3000 бегалци, во споредба со милион колку што пристигнаа во Германија. Ако јас сум джихадист што позира како сириски бегалец и сака да влезе во САД, станува збор за долга процедура, да се најдете во камп, да бидете избрани, да бидете проверени и повторно селектирани како кандидат за бегалец во САД, двегодишна проверка на досието, биометриските податоци. Сигурно има полесни начини да се нападнат американски цели, што значи да отидете во Европа и да изберете американска цел како Starbucks. Во оваа земја немаше напади на бегалци од 11 септември. Сите беа изведени од американски државјани или лица родени во САД и американци како и сите други. Фактите се дека ова не е битното прашање од гледна точка на националната безбедност. Ивана, ти благодарам за сега за информациите. Ја слушнавме изјавата на Хилари Клинтон по повод нападот во Ница. Таа вели дека светот е во војна со тероризмот, но не во обична војна, туку ова е посебна војна на која што мора да се обрне повеќе внимание. Анита, кажавме дека ти туку што пристигна од Париз во токму на полноќ слета на аеродромот во Скопје. Кој е твојот впечаток? Знам приватно дека и одиш често за Париз. Да направиме една споредба. Дали парижани се исплашени воопшто Франција и францускиот народ после сите тие напади што им се случија со оглед на тоа дека ова е 10-ти напад од јануари 2015 година, а вторе по бројот на жртви што се случува. Како се однесуваат парижани? Дали се во грч постои ли страв? Има голема разлика од моето собствено искуство, можам да кажам. Очигледно е дека Франција е на мета на терористите, исто како што е и Турција. Останатите земји некако во Германија не сме имале ваков терористички напад од овој обем, а во Франција, како што кажи ти, веќе 10-ти. Се забележува на местата каде што порано имало неопислива гужва, каде што дури и французите се собирале, сега некако ги нема оние гужви, луѓето избегнуваат гужва. Луѓето некако се штрицаат кога ќе пукне нешто, сега кога бев, камион еден пропадна во како шахта полуотворена и камионче едно така од оние што вршат достава на леп, кога удри, бидејќи беше по-ниско камиончето, еден звук се даде онака малку посилен. Сите што беа околу мене, значи нивната реакција не беше она само како што се случува, него нивната реакција беше штрецање и веднаш бегање. Значи прво трчаат, после тоа се вртат да видат што е. Страшно е да видиш таква реакција
на самите французи, а камоли на туристите, се избегнуваат големи гужви. Да, вечерва и под Ајфеловата кула во Париз имаше и пожар, кој што паника кој што направи. паника дополнителна направи, а немаше никаква поврзаност со случувањата. Така се запалило некое пиротехничко средство таму кое што било, што предизвикало да се направи црн чат и кој што кога се кренал од Ајфеловата кула, оние кои што биле подалеку виделе само чат околу кулата, не знаеле за што се работи, веднаш се створила паника, веднаш дури на социјалните мрежи, веднаш осам на гори Ајфелова кула. Тоа говори за паниката и грчот во кој што живеат и парижани и туристите, кои што бидејќи Париз е град на туризмот, таму колку што има парижани, толку има дневно и туристи. Сите се некако во грч, се избегнуваат гужви, како што реков. Не само таму, еве и американците, веднаш по вечерашниот напад во Ница, тие конзулатот прво ги повикал сите американци кои што се наоѓаат во Франција да се јават дома да кажат дека се безбедни. Фејсбук веднаш нели го активираше сейфти чекот, а дури има информации дека во Њујорк полицијата на Њујорчани им издала предупредување по нападот во Ница да внимаваат каде се движат во Њујорк. Значи зборуваме нели за толку големо далечение, што говори на фактот дека сите овие терористички напади во последните години кои што ни се случија последнава година, посебно како што зачестија, влијаат и како на животот на нормалните луѓе и во Европа, и во светот, и во Америка. Така е да споменеме дека има отворено и телефонски линии. Министерството за надворешни работи на Италија отвори директна линија на која може да се јавуваат италијанските државјани кои во моментот на нападот се нашле во Ница или се повредени. Покрај тоа активиран и кризен центар кој веднаш во врска со трагедијата ги повика сонародниците да се избегне движење по градот Ница и да се следат упатствата на локалните власти. Чинам има и на друго место официјално има од француското министерство има официјален број кој што јас веќе го кажам сега за сите фамилии кои што имаат некого, значи ова е број за сите од целиот свет кои што имаат фамилии или некој близок и бараат информации. Бројот кој што го издаде француското министерство е 0143 175646. Значи, сите што сакаат да добијат било какви информации за состојбата на нивните блиски, доколку се сомневаат дека се повредени, не може да стапат во контакт со нив по овој вечерашен терористички напад во Ница. Јас ќе го наречам терористички напад, бидејќи очигледно е. Дали се работи за организиран или пак еден човек, веќе не е ни битно. Фактот дека имаме околу 80 на веќе загинати, над 120 повредени, од кои информациите велат дека 40 се тешко повредени, говори многу за тоа дека е терористички напад и е некој сценарио. Да го повторим уште еднаш бројот, издаден од француското министерство за сите кои што сакаат да добијат било каква информација за своји блиски, за кои што не можат да стапат во контакт со нив, 0143 175646. Тоа е бројот официјален издаден од француското министерство за информации за фамилиите во врска со повредените, настраданите или за оние за кои што не може да добиете информација, а се сомневате дека може би да биле на местото на прославата во Ница за време на овој напад. Анита, за крај да повториме она што денеска се случи во Ница во Франција, голем терористички напад, бројките ги споменавме, 80 загинати, повеќе од 120 повредени, 40 во тешка состојба. Медиумите пишуваат дека, за жал, бројот на жртви понатаму ќе расте. Возачот влетал буквално во прославата што се случуваше денеска во Франција по повод независноста. И според некои медиуми дури не знам колку километар и половина да возел, така, и цик-цак возел намерно за да има што повеќе жртви. Има информации дека и пукал во исто време. Возачот е убиен, е ликвидиран од француската полиција. Се поставува прашањето и она што ние сега ќе го анализираме телевизија нова, посебно во текот на денот, веќе е денеска, веќе е овој ден, рано наутро сме. Она што ќе го анализираме е како успеа уште еден ваков напад да им се случи на французите. Очигледно е дека има информации, очигледно е дека ги има мобилизирано сите своји разузнавачки служби. Фактот дека ги затвори амбасадите на денот
ден пред Така, може прославата би во беше Истанбул. очекувано, но не Очекува очекува нешто, може но би на тоа повторно, место. да, но Како што повторно каже беа и ти изненадени. Париз или може би сите оние туристички места Така таму. се фокусира Еве и изгледа ти на кажуваш така. дека дефинитивно таму имало засилено полициско обезбедување цело време додека си била во Париз. Пак ќе кажам. Сепак ова повторно, ова е неверојатен пропуст на безбедносните служби, некој да успее со камион да ти влета на прослава во период кога треба улиците се затворени за сообраќај. Значи тој камион требало да биде пропуштен или требало да има пропусница. Нормално е да не пропушташ возила на улицата каде што е во тек парада или каде што е во тек било каква прослава или марш на луѓе, а овој камион нормално си влегол помеѓу луѓето кои што одале низ улицата не очекувајќи дека ќе се случи, така да како и да е секако е голем пропуст на француската полиција или на полицијата во Ница 세едно, а јас би рекла и на француското разузнавање во врска со овој случај. Со оглед на тоа дека со оглед на тоа дека како што кажа и ти, амбасадата на Турција така била амбасадата на Франција во Турција и конзулатот и се дури ти имале планови, Франција имала планови за прослава во амбасадата во Турција, како што има и на секаде во амбасадите во светот, нели, за денот на републиката. Откажана е прославата, бидејќи добиле сериозни индикации, информации дека е можно да се случи некој инцидент. Не сакајќи да ризикуваат, дури во соопштението, она што е симптоматично се велеше дека амбасадата се затвара во недоглед до неопределено време. Значи, додека не добијат информација дека е безбедно, што може да биде недели, месеци или не знам кога би ја добили тие информацијата. И сега малку е симптоматично кога француското разузнавање и француските служби добиле информација за Анкара да им промакне вакво нешто во Ница и повторно да имаме жртви 80-тина во француски, во еден од исто така најпосетуваните француски градови. Значи не е било каде, туку е сепак во Ница, местото каде што оваа прослава за денот на Бастилја е една од најголемите во Франција. Така, ево Европа е не и толку далеку од нас, место каде што, како што споменавме веќе, има и македонци што туристи, има луѓе македонци што живеат таму, секако. Најавивме дека во текот на утрешниот ден ќе стапиме во контакт со Министерството за надворешни, ќе добиеме официјални информации, дали и колку македонски државјани се наоѓаат во Ница, дали се безбедни, се надеваме дека се во ред. Според информациите на телевизија Нова, што ние досега успеавме да повториме, е дека околу 100 македонци се во тој дел од Франција. Според информациите досега немам информации дали воопшто некој од нашинците таму бил воопшто на оваа прослава или дали не дај Боже нели има повредени, меѓутоа како што кажа и ти, нема да шпекулираме, ќе чекаме официјални информации од Министерството за надворешни. Анита, ти благодарам за тоа што ни ги пренесе информациите од Франција. Ти само неколку часа пред терористичкиот напад го напушти Париз, се врати за Скопје, ни ги пренесе информациите како се спремаше Париз за прославата, како изгледаше оваа прослава во Франција со оглед на терористичките напади кои што ги има и претходно кажавме дека имаше засилени безбедносни мерки. Ти благодарам уште еднаш, добра ноќ, па веќе од утре се гледаме повторно со работните обврски, така за неколку часа во 9 часот вести на телевизија Нова. Гледајте не и утре, секако со свежи нови информации ќе стартуваме токму со темите за терористичкиот напад што вечерва се случи во Ница. Последните информации: 80 загинати, повеќе од 120 повредени, 40 во критична состојба. Permits smoking in designated terraces, what we call comfortable outdoor smoking areas. It also permits the sampling of a cigar in an enclosed cigar shop. So basically, somewhere like here, in your flagship London store, I can legally light the cigar, which I'm going to do so now, and smoke the cigar on the premise, the correct premise, that if I like it, I can buy a box, and I'm actually just sampling the cigar. Exactly right, Varun. And the very act of doing that has motivated me to follow suit.